Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Продолжи судењето за пожарот во модуларната болница со читање на доказни материјали од страна на обвинителите. Приведени 5 странски државјанки поради злоупотреба на туристичкиот престој во земјава. Полициски службеници остварија средба со менаџментот на скијачките терени на Попова шапка со цел на времено информирање за почетокот на зимската туристичка сезона. Во Основниот суд во Тетово продолжи главната расправа за судењето за пожарот во модуларната болница со читање на доказни материјали од страна на обвинителите. Продолжението, кога треба да бидат сослушани и сведоците, ќе се одржи за 20 дена. Доказниот материјал денес беше во фокусот на продолжението на главната расправа за судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница. Речиси еден час обвинителите ја читаа листата со извештаи, вештачења, решенија за пицници и слично, при што одбраната реагираше дека доказите се изведуваат со цитирање на насловите, а треба да биде со расправа, читање и презентирање. По приговорите дека недостасуваат докази беше пристапено кон нивно поединечно разгледување. На 16 јануари пак ќе бидат сослушани и сведоците на обвинителството. Денеска завршивме со писмените докази што беа предложени од страна на јавниот обвинител. Се одлага главната расправа затоа што денеска не беа присутни предложените сведоци од страна на обвинителството. Завршивме со писмените докази, сега одиме на вербални докази. Инаку на 7 декември, кога започна главната расправа, обвинетите се произнесоа дека не ја признаваат вината за кривичното дело за кое се товарат. Поранешните директори Флорин Бесими и Артан Етемис за тешки дела против општата сигурност, доктор Бобан Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, како и правното лице Клиничка болница за истите дела. Пред почетокот на судењето се одржа мирен граѓански протест за поддршка на доктор Вучевски. Денеска се собравме овде пред Основниот суд во Тетово да му дајме поддршка на Бобан Вучевски, докторот интерниста, затоа што за време на кризата, која што демнееше на сите нас, он го даде својот максимум и покажа како треба еден доктор да изгледа во Република Македонија и човек кој што се грижи за граѓаните. Затоа ние денеска повикуваме јавното обвинителство да размисли за нивните предлози и судијата каква одлука ќе донесе. Во ниеден случај не сум да се амнестираат виновници. Меѓутоа, вистинските виновници не се кријат овде денеска во судот. Тие треба се најдат таму кај што се. А тоа се овие лекариве, да се работи за лекарска грешка е во ред. Овде не се работи за лекарска, за техничка грешка, за која треба да одговара некој друг, а тој друг се знае кој е. Авторите на овие објекти што ги дигаа низ Македонија. Собрани сме да му дадеме поддршка на доктор Вучевски, кој беше достапен за пациентите кога беше таа неголемата криза со ковидот. Тој беше 24 часа достапен за сите пациенти. Во пожарот во модуларната болница лани на 8 септември починаа 14 лица. Македонија од мај идната година ќе добие берза на електрична енергија, изјави Симон Шутиновски, генерален директор на Националниот оператор на пазар на електрична енергија. Берзата на електрична енергија, односно организираниот пазар на електрична енергија во Македонија е предвиден да се воспостави согласно Законот за енергетика кој е донесен 2018 година и е задолжение на ММД Скопје, на операторот на пазар на електрична енергија. Во моментов се врши имплементација на трговска платформа и платформа за финансиско порамнување и се очекува сето ова да се заврши некаде до крајот на првиот квартал од идната година,
кога очекуваме да се изврши тест период. После завршување на тест периодот очекуваме некаде на почетокот на Q2, односно вториот квартал од наредната година, на пролет, бирзата на електрична енергија во Македонија да биде go live. На бирзата ќе можат да тргуваат сите оние кои сакаат да учествуваат во трговија на големо со електричната енергија, односно сите оние производители на електрична енергија кои сакаат да ја продадат својата енергија транспарентно, на недискриминаторен начин, и сите оние снабдувачи и трговци на електрична енергија кои сакаат да купат енергија на истиот тој начин од бирза на електрична енергија. Бирзата на електрична енергија е пракса во цела Европа, како и во целиот свет. Ние сме некаде со целиот регион, некаде сме на крајот од Европа со имплементирање на овие делови од европското законодавство. Бирза на електрична енергија се прави затоа што таа бирза гарантира за трансакциите на електрична енергија на големо кои се случуваат при трговијата на електрична енергија, односно е сигурност за тргување, за продавање на електрична енергија од производителите, а сигурност за оние кои купуваат дека таа трансакција ќе се уствари. Бирзата кај нас првично ќе почне да работи во сегментот ден однапред, односно тргувањето ќе биде day ahead, што значи тргување со електрична енергија од денес за утре, и со тоа конечно во Македонија ќе се добие референтна цена на електрична енергија. Клучот за решавање на проблемот со аерозагадувањето кој деновиве стана повторно актуелен поради зголеменото присуство на PM10 честички е во гасификацијата, посочи министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Најголем клуч на овој проблем ќе биде со гасификација во државата. Кога ние ќе почнеме да грееме со газ, кога ние ќе изградиме повеќе на централна грејање, и топлификација, тоа е клуч на аерозагадувањето. Бидејќи, ако ние продолжуваме со биомаса да грееме, тогаш ние ќе продолжиме да имаме проблем со аерозагадувањето во државата. Но за буџетот, што јас кажав, нашиот буџет не инвестира само, ние не инвестираме на менување на начин на грејање, тие врски имат сите други министерство да управуваат со објектите кои ти управуваат. Ние инвестираме на monitoring system, да објавиме како е состојбата во државата, и ние инвестираме во инфраструктурата за води, отпад и други, и заштита на природата. Приведени 5 странски државјанки поради злоупотреба на туристичкиот престој во земјава. Во продолжение следуваат и останатите информации од билтенот на СВР-тето. Ноќеска во периодот од 1:15 до 2:30 часот во угостителски објект во гостиварско Врапчиште била спроведена акциска контрола, при што полициски службеници од полициското оделение Галате привеле 5 странски државјанки, 2 од Република Албанија, 1 од Република Косово и 1 од Република Србија. Тие биле приведени поради злоупотреба на туристички престој и постапување спротивно на целта. Странските државјанки биле задржани во полициска станица за понатамошна постапка. Вчера во 8:30 часот врз основа на наредба од Основен суд Тетово, полициски службеници од полициското оделение Попова Шапка привеле 67-годишникот Тетовско расадиште за издржување затворска казна. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера пак во 12 часот и 15 минути на градскиот плоштад во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово привеле 47-годишникот Тетово, затоа што кај него биле пронајдени разновидни пиротехнички средства. По документирање на случајот против него ќе следи и соодветен поднесок по член 69 став 1 од Законот за заштита од експлозивни направи. Вчера во 14 часот во СВР Тетово, 59-годишникот Тетово пријавил дека на улица Гоце Делчев бил каснат од куќа скитник. Вчера во 21 часот и 40 минути во Тетовска Брвеница, поради илегален влез во нашата земја, бил приведен 25-годишникот Република Албанија. По извршени проверки било утврдено дека лицето имало забрана за влез во Македонија, при што е задржан во полициската станица за понатамошна постапка. Вчера во 22 часот и 20 минути во СВР Тетово, 35-годишникот Тетовско Сарачино пријавил дека во селото неговиот малолетен внук бил каснат од куќа собственост на ЗК.
Вчера пак во периодот од 11 до 15 часот на Тетовско-гостиварското подрачје, полициски службеници од СВР Тетово спроведоа акциска контрола за исправноста на возилата и поседување на соодветна документација за вршење на организиран превоз на ученици. При тоа биле констатирани следниве прекршоци: еден прекршок за неизвршен вонреден технички преглед и 3 кривични дела по член 284а од Кривичниот законник, како и 2 прекршоци сторени од автобуси или други возила со кои се врши јавен превоз на патници. Полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Тетово вчера остварија средба со менаџментот на скијачките терени на Попова шапка со цел на времено информирање за почетокот на зимската туристичка сезона, како и одржувањето на безбедносната состојба. Полициски службеници од Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Тетово вчера остварија работна средба со менаџментот на скијачките терени од ски центарот Попова шапка со цел на времено информирање за почетокот на зимската туристичка сезона, одржување на поволна безбедносна состојба и добра соработка со Министерството за внатрешни работи, како што се известување при почетокот на сезоната и на времено постапување при потреба за контрола и регулирање на сообраќајот во случај на поголем прилив на туристи и возила. При средбата беше разговарано и околу изборот на спасувачка служба, приватно обезбедување на центарот кој ќе има на располагање 2 ратраци, при евентуални спасувачки потраги по лица, медицинска служба која ќе действува во патронажна соба за укажување на прва помош, како и ангажирање на медицинско возило, како дел од досегашната соработка со Центарот за јавно здравје Тетово. Ваквите состаноци се во функција на навремено преземање на сите неопходни превентивни и други мерки, кои ќе овозможат максимална безбедност за скијачите на скипатеките, посебно во пресрет на скорешното отворање на новата ски сезона. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!